Зашто е важно да ве гледам, не? И ние вас. Така. Слушнавме многу убави работи. Како еден добар вовед за вие кои што сте нови и кои што денеска за прв пат пристапувате. Иако повеќето од вас веќе сте запознаени со нашата работа и со нашата служба во Господа, но на кое што Јана го спомна и го подвлече, ме мотивираше нешто да спомнам веднаш на самиот почеток, пред да го дадам моето излагање, тоа е следното. Вие, има фонија малку, да. Вие не сте овде бидејќи некој ве врбува. Вие не сте овде за да бидете бројка во една група фанатици. Вие не сте овде за да припаѓате во некоја секта или нешто ново учење. Ова учење е Христовото учење. И вие, бидејќи сте тука, треба да знаете дека не сте по моја заслуга овде или по заслуга на некој ваш пријател. Вие сте тука заради Светиот Дух што ве довел овде. Тоа е негова работа која што ве поттикнал во срцето да дојдете да ги слушнете овие зборови денеска. Зошто тоа е така и зошто е тоа важно? Заради тоа што секој еден од вас поминува низ одредени ситуации во животот. Некој може би поминува емоционална криза, финансиска, здравствена, без разлика. Но што и да поминувате, Бог ви дава навреме излез и навреме ви покажува начин како да се извлечете од сето она со кое што моментално се соочувате или би се соочувале. Тој навреме ве пресретнува и ви зборува во вашето срце да целосно му го доверите својот живот, својата душа, своето тело. Тоа е начин за спасение, единствен начин за да се спасиме и да не бидеме во распад, е тоа да го примиме зачетникот на животот, а тоа е Господ Исус Христос. Тој ја победи смртта на крстот и кога воскресна, со тоа воскреснување, нас, кои што веруваме во Него, ни го подарува тој воскресенски живот да го отпочнеме уште додека сме на земјата. А тоа значи, се во нас воскреснува во совршена функционалност и здравје и радост, како што слушнавме, старото поминува, се станува ново. Тоа значи, ако ти треба ново срце, Бог ќе ти даде и ново срце. Но исцелувањето е само еден сегмент од созо, односно од сотерија, односно од спасението. Тоа се грчки зборови, созо и сотерија, кои што се однесуваат на спасението. Господ ве избавува од маката, ве исцелува, ве прави одново да бидете целовити, ве посинува и ве прави Божји деца. Кога си ти Божјо дете и кога си покриен со крвта на Исус, ти веќе живееш праведен живот. Тоа не значи дека нема да сгрешиш, но ѓаволот, со друго име во Библијата е познат како обвинувач, тој нема да има легално законско право да те обвинува. Зошто? Бидејќи Исусовата праведност е врз тебе. И ако заминеш од овој свет, ќе се појавиш пред Бога, и Бог нема да те суди според твоите гревови, туку на тебе ќе гледа низ праведноста на Неговиот Син, Исус Христос, кој што го испрати имено да биде жртва за нас, за ние да се спасиме. Затоа е важно целосно да се ослоните на Исус и да откликнете на поканата да му припаѓате во целост. Затоа сте тука. Да откликнете на поканата да станете Божји деца. Он ве кани, не ве приморува. Ако ти веруваш во Него и го примаш со сето свое срце, тогаш како одлука на твојата внатрешна, како израз на твојата внатрешна одлука, го правиш чинот со водното крштевање, влегуваш внатре, кое што е, како што рековме, стариот човек останува под вода, се раѓа нов човек, крстен во името на Отецот, Синот и Светиот Дух.
Од тој момент живеете нов живот. После тоа се појавува жет во вас за повеќе. Жет за Господа, за Неговата љубов. Таа жет не згаснува. Исус вели, кој е жеден, нека дојде кај мене, нека пие. И од Неговата утроба ќе потечат живи реки. И тоа го рече за Светиот Дух. И кога сте жедни повеќе од Исус да примате, Господ ќе ве крсти со Светиот Дух, ќе имате говорење на непознати јазици, кое што е кодирана молитва, не можат луѓето да ја разберат, не може ѓаволот да ја разбере, не можеш твојот ум не може да разбере, но Бог ја разбира таа молитва. И ова е многу клучен податок кој што треба да го земете во предвид. Повеќето од вас кои што сте тука, сето ова го знаете и го живеете. Вие кои што сте нови, имате прилика, имате можност да зачекорите на овој пат. Но исто така треба да знаете дека штом тргнете напред, штом завртите нов лист во животот, не се враќате назад. Имаше пример во Библијата, една жена на Лот. Лот беше внук на Авраам. Тие живееа во кој град? Да. И знаете дека тие градови Содома и Гомора требаше да бидат казнети, Бог го излеа оган од Божиот гнев. Но Авраам се молеше за тие, за Лот да биде спасен, нели? И тие ангели кои што беа испратени, што им рекоа, кога излегувате од градот, не свртувај се назад. Лотовата жена се сврте назад и што се случи? Се претвори во статуа од сол. Погледот не треба да ви е назад, како било некогаш, туку само напред, за да видиш како Бог сака да биде во твојата сегашност и во твојата иднина. Амин. Дали разбираме? Во мојата практика се среќавам со луѓе кои што се идентификуваат на погрешен начин. Што тоа значи на погрешен начин? Некој се идентификува со својата професија. Се представува, јас сум професор, доктор тој и тој. Во тие кругови може, во тие научни кругови да се изразат титулите. Но на семејно дружење не потребно е да се истакнуваат тие титули, освен ако некој не сака да си придаде поголема важност и вредност, нели? Други се идентификуваат со својот статус во општеството. Јас сум судија, јас сум ова, јас сум она. Јас сум од тајта фамилија. Трети пак се идентификуваат со своите страдања и со своите болести и диагнози. Јас сум реуматичар, јас сум диабетичар и различни други идентификации. Тоа од нивната уста што излегува, укажува на тоа во што веруваат тие, односно нивното срце во што верува. Зошто сето тоа е грешно идентификување? Бидејќи сето тоа е човечко идентификување. А човечкото е грешно и е подложно на распаѓање. А во Христос имаме вистинска идентификација. Зашто Господ е Бог и во Христос, кога се идентификуваме дека сме Исусови, ние објавуваме дека воскресенскиот живот на Христос се манифестира во нас. Амин. Знаете ли зошто луѓето прават одредени неприлични работи? Зошто луѓето прават пакост? Зошто се бунтовни? Зошто вршат одредени нечесни нешта? Може би се прашуват и може би ве иритира, ве револтира сето тоа. Но тоа најчесто луѓето го прават бидејќи се во темнина. Дури одредени верници можат да дојдат до состојба каде што нивното срце е во светлина, но нивниот ум е помрачен во темнина. Во 2 Коринтијани 4 глава, од 3 до 6 стих го пишува следното. Ако радосната вест што ние ја проповедаме е скриена од некого, тоа е јасен знак дека тој се определил за пропаст. Но на таквите, сатаната, богот на овој зол свет, им го заслепил разумот и тие не можат да го видат прекрасниот сјај на радосната вест што ни доаѓа од преславниот Христос, кој како слика точно го одразува самиот Бог.
Ние не се истакнуваме себе си, туку проповедаме дека Исус Христос е Господ, а ние сме ви на услуга заради Исус. Зашто Бог кој рече, нека се појави светло во темнината, тој ги просветли нашите срца, за да согледаме дека неговата слава се одразува во ликот на Исус Христос. Амин. Значи, Библијата го нарекува Евангелието светлината на славното Евангелие или сјајот на славното Евангелие. Бог сака таа светлина на Евангелието всушност да свети врз луѓето, додека ѓаволот не го сака тоа. Например, никој во својот ум не сака да ги доживее последиците од пушење на цигари. Кои се тие последици? Знаете, да не ги спомнам. Но темнината го зафатила умот на тие пушачи и тие продолжуваат да пушат, бидејќи имаат погрешно верување. И пушат, но си мислат дека ќе можат и да си пушат и да живеат долго, и да си пушат и да бидат здрави, што значи дека некаде по својот пат тие креирале погрешно верување, а штом се случи погрешно верување, тогаш одат криво, не одат тесно, по тесниот пат, не одат право. Туку одат некаде криво и ѓаволот ги пресретнува и потоа ги напаѓа. Ова зошто ви го објаснувам? Заради тоа што начинот за да се надмине погрешното верување е да се коригира верувањето, односно да се верува во правилни нешта. И тоа во суштина го представува покајанието. Кога ќе се обратиме кон Господа и кон неговите зборови и мисли од Светото Писмо, тогаш се случува корекција на нашето погрешно размислување и започнуваме да градиме Божји менталитет, односно како Бог размислува, како тој разсудува. И тој ни го открива не само неговиот карактер, туку и каква е неговата волја за нас, нашиот живот, но и за целото човештво. И тој ти дава една нова перспектива да гледаш од неговите очи. Само на тој начин, со неговата љубов, ти можеш да простуваш на тие што те повредуваат, дури и кога има некои криминалци прават лоши работи, не да ги разбереш и оправдаш, туку да имаш сочувство за нив. Зашто љубовта или доброто го победува секое зло. Амин. Значи, покајанието, како што слушнавме денес, метаноја, од грчки, значи да го промениш својот ум, односно да се предомислиш, односно да го оставиш својот пат и да го превземеш Божиот пат. Тоа не значи да се удираш по градите, да плачеш, да урлаш, да преминуваш во некоја агонија, да преживуваш, туку да го промениш правецот на размислување од човечки ум во Божји ум или Божја промисла. Зашто знаеме дека Божите замисли и промисли се совршени за секој ден од нас и тие се за добро, за да ни даде Господ иднина и надеж. Амин. Секој пат кога доаѓате вие во црква, вие всушност доживувате трансформација на тој начин на размислување или промена на умот и на перцепцијата, како што и денеска тоа се случува. Тоа значи, ако верувате во правилното, тогаш правилно ќе гледате, така ќе бидете благословени и така веќе ќе бидете се повеќе блиску до она што ве учиме, а тоа е да сватите дека сте праведност во Христос и немате право постојано да се само угнетувате, да живеете според Стариот Завет и религија и постојано да ги гледате вашите слабости и слабостите на другите луѓе. Во Прво Јованово, Библијата го дефинира Господ во два аспекти, а тоа е дека Бог е љубов и дека Бог е светлина. Во Прво Јованово послание, 4 глава, 16 стих, вели вака: Сега знаеме колку многу Бог не сака и имаме доверба во Него. Бог е љубов. Секој што ги сака луѓето е во единство со Бога, а и Бог е во Него. Амин. Но исто така Бог е светлина. Ова го пишува во Прво Јованово, 1 глава, од 5 до 7 стих читам. Вели вака: Ова е пораката што ја слушнавме од Исус и ви пренесуваме. Бог е светлина. Во Него нема ни трошка темнина,
Ако кажеме дека општиме со Бог, а живееме во темнина, лажеме и не се придржуваме до вистината. Но, ако живееме во светлина, како што и Бог е во светлина, тогаш на вистина ќе општиме еден со друг, а крвта на Божиот Син Исус Христос ќе не исчистува од секој грев. Амин. Прекрасен стих. На еврејски Јехи Ор значи Бог е светлина. И сите можете да ја видите таа светлина, и кога светлината се бори со темнината, или темнината се бори со светлината, кој победува? Така е. Како можете да ја донесете темнината во една соба? Пролетната, но темнината. Ова е многу важно да разберете. Зошто? Затоа што не постои ниту една честичка што создава темнина. Некои луѓе сакаат да ја грабнат темнината од светлината. Ова е многу важно. Не знаат како тоа да го направат. Тоа значи од убава ситуација да го земат грдото, она што е неубаво. Пример, сега е прекрасно, овде си поминуваме, но некој го зема само најлошото. Или на убавото гледа со лошо, го истакнува во една негативна призма. Пример, ваква се зборуваше, се правеше важна Јана. Пример. Или оној пасторот со тоа цвикерите застана. Добро, тоа не е некоја нешто страшно. Меѓутоа, многу често се случува луѓето и кога е нешто најдобро, да го изберат и да го извлечат што? Она што е лошо, односно што сакаат да го видат лошото. Или, например, тоа се луѓе кои што се молат за некој да доживее нешто лошо. Врати му, Господе, нека види како му е. Разбирате? Таквите како на некој начин да се надарени во наводници, да го извлечат злото од доброто. А некои луѓе се неверојатни во позитивен аспект, тие успеваат да го најдат доброто во карактерот на лошите луѓе. Значи, тие го гледаат доброто во карактерот на лошите луѓе, односно во оние кои што се многу грешни, кои што се знае дека се грешни, дека прават криминали и све, овие луѓе се способни да ги видат добрите особини именно во такви личности. И јас верувам дека тоа го прави Господ и тој гледа подалеку од вашите гребови, вашите слабости. Срцето ви го гледа како плаче за него, што поминувате, тука е, ве утешува и не гледа на онаа пакосна ситуација која што ви сте извршиле. Тој знае што правите и зошто го правите, но некогаш блиските луѓе околу вас, тие не знаат што правите. И некогаш се збунете, и некогаш реагираат на неадекватен начин за вас или за нив, не без разлика. Но, како Исус реагираше кога му вршеа неправда? Дали се расправаше, дали се закануваше, дали го бараше своето? Затоа многу луѓе не знаат зошто кога Исус висеше на крстот, кога го коваа и му забиваа клинци, кога искусуваше болка, многу луѓе во таква состојба би кажале зборови на горчина, зборови на очај, зборови на презир, проклетство и така натаму. Но Исус што кажа? Татко, прости им, тие не знаат што прават. Со други зборови, тие свесно забиваа клинци во неговите раце и нозе. Тие знаеа дека го измачуваат, дека му предизвикуваат болка, но нешто ги беше фатило за така да действуваат, да прават и вршеа без да знаат зошто го прават сето тоа. Значи, луѓето живеат во прељуба, во горчина, во депресија, остануваат подалеку од Бог, бидејќи тие се во темнина. И не знаат дека се во темнина, не го осознаваат тоа дека се во темнина. Ако знаат дека се во темнина, нема да сакаат да останат во темнината,
Меѓутоа, ако веќе се во темнина, тоа што вас ви говори, тоа ви покажува дека вие имате повик да бидете светлина, не каде што е светлина, току таму каде што е темнина. Кога ве осветлува светлината, тогаш може и да е болно, и тоа го зборувам за вие кои што сте нови, кои што денески имате водно крштевање. Значи, кога ве осветлува светлината, тоа предизвикува одредени реакции. И има една случка која што се случила во Пацификот, таму некаде, каде што јапонска група на војници од некоја светска војна нашли прибежиште во некои пештери на некој остров и излегувале само за да земат овошје, зеленчук, за да можат да преживеат и се враќале во пештерите. И после извесен период, тие не знаеле нели дека војната е завршена, кога ги нашле им викале, ајде излезете надвор, слободни сте, војната е завршена, а тие одговарале, не можеме, светлината е многу болна за нас. Е така звучат оние луѓе кои што се во темнина. И може да ги слушнете да кажат, не го сакам вашиот живот, не го сакам вашето христијанство. Светлината за мене е премногу болна, таа светлина ми покажува дека сум со мани, со недостатоци, дека сум грд или несовршен. Но, ако излезете пред Божјата светлина и ве огрее таа Божја светлина, ќе всушност ќе ја видите совршената работа на кого? Совршената работа која што е извршена на крстот од страна на Господ Исус Христос. Така да Исус кој што е светлината, кога ќе ве осветли, целосно ве измива со неговата праведност и со неговата светост врз вас, целосно ве измива од секоја состојба на непотполност или на слабост или на недостаток. Целосно ве измива, ве очистува. И всушност кога ќе излезете на таа светлина, ќе го видите неговото дело на вас, врз вас, на себе си. Зошто ова го објаснувам вака едно по едно? Заради тоа што ако Исус оставеше некој греф неразрешен во вашиот живот, тој немаше да се вознесе на небото и таткото немаше да му дозволи на Исус да седне од неговата десна страна од престолот небесен. Ова го истакнувам затоа што го пишува и во Евреите 1 глава, можам и да го прочитам, 2 и 3 стих, вели: сега, во овие последни денови, тој ни проговори преку својот син Исус Христос. Преку него Бог го создаде светот и него го определи за наследник на се. Тој го одразува сиот сјај на Божјата слава и точно покажува каков е Бог. Тој ја одржува вселената со својот моќен збор, откако умре за да не исчисти од нашите гревови, Христос седна на небото од десната страна на величествениот Бог. Така? Амин? Значи, ако е останат дури еден единствен греф, Исус немаше да може да седне, односно работата не би била завршена. Во Стариот Завет, свештениците кои што служеа во храмот, таму немаше столче. Во храмот не постоеше место каде што можат да приседнат. Свештениците кои што служеа во Стариот Завет, кои што се опишани според старозаветното служење во храмот Божји, тие нема право да седнат. Зошто? Затоа што таа работа и служба во Господа не беше завршена. А каква работа имаа свештениците? Да носат жртви, така е, меѓутоа исто така да имаат застапувачка служба. Да го представуваат Бог од една страна пред луѓето, но и да ги представуваат луѓето пред Бога. Тоа беше нивната улога. И тие беа постојано на нозе, односно да стојат. Но во случајот ние читаме дека Исус Христос седна. Разбирате, седна. Фактот што сега вие сте славно спасени, повеќето од вас, укажува на фактот дека на небото има човек кој ве представува. Замислете, човек, еден од нас, кој седи во слава од десната страна на Таткото небесен.
Значи, Исус како човек целосно и комплетно го задоволува Бог, бесконечно и на секој начин, и секој пат кога таткото ќе го види Исус, тој е задоволен. И нашиот идентитет е во Исус. Ова е важно да го разберете, зошто? Затоа што Исус е 100% Бог, но и 100% човек. И го спомнав тоа на богослужбите, дека тој не умре како Бог, бидејќи Бог не умира, туку тој умре како човек и воскресна со физичко тело, потоа се вознесе и седна од десно од престолот на Отецот Небесен. Амин. Значи, Бог не сака да ве суди додека ве гледа вас, туку тој ве суди гледајќи го тој човек Исус, кој е совршен, и така Бог на вас гледа како да сте совршени. Вие не сте, но тој гледа како да сте совршени. Ако Исус е свет, тоа значи дека Бог вас ве гледа како осветени. Бидејќи каков што е тој, каков што е Исус, такви сме и ние во светот. Амин. Има голема разлика, слушате внимателно, има голема разлика од тоа да сте Божји луѓе и да сте богови. Разликата е што едните, Божјите луѓе, преку Христос имаат нов идентитет и нова природа, божествена природа која што се вселува во нив преку Христос кога ќе дојде во нив, и тие духовно оживуваат, односно нивниот дух се раѓа кога ќе пристапат кон Христос и нели искусат целосно водно и огнено крштевање во духот. Додека другите што ги спомнав како богови, тоа се оние кои што, не разбирајќи дека зависат од Бог, се подпираат на себе си, се издигнуваат себе си и сакаат да бидат предмет на восхит и на обожување. Да им е додадена вредност или да завземат одредена позиција за владење. Значи, божественото ќе повторам, во вас доаѓа божествено. Значи, многу пати, зашто го истакнувам? Затоа што има многу учења во светот, кои што ви велат, ослободете го вистинското јас. Или дозволете божественото во вас да се манифестира. Тоа е нова епоха учење, тоа е погрешно учење. Ниту еден човек нема божествено во него. Имаше. Но слушнавме Маја денес што кажа. Сите отпаднаа од Божјата слава и не останаа во Господа. И тие беа веќе духовно мртви. И не можеа со грев да обстанат во Божјото присуство и затоа беа протерани од рајската градина. Потоа Господ им даде заповеди за преку нив, тие заповеди, нели, да постигнат одредена праведност, но тоа никој не го задоволи. Преку тие заповеди секој разбра колку е грешен, а колку Бог е совршен. И за да не загине никој, затоа Господ реши да даде жртва, совршена жртва. Оти порано дава курбан жртва, народно ви го кажувам така за да го сватите, јагне, телци, едно, друго, трето. Зошто? За преку крвта на животни да се измијат гревовите на луѓето. Да, така се правеше од година до година, од празник до празник, но срцето на луѓето не се променуваше, одново грешеа и сакаа да грешат, остануваа во темнина и не можеа да останат при Господа, да влезат во Господа. Затоа Исус го даде совршеното жртвено јагне Исус, неговиот единствен син, кој што дојде да биде жртва за нас, доброволно пристапи, иако немаше грев во него, доброволно пристапи за секој еден од нас, да биде спасен, да биде разрешен од гревот и последиците на гревот, да бидеме ослободени од проклетството на законот, и кога Исус умре, а потоа воскресна и се вознесе, сите што веруваат во него, да не умрат, да не се жртви на Божја казна повеќе, туку да добијат вечен живот и спасение по милоста на Господа, со вера во Христос, не со добри дела. Разбирате? Затоа е многу важно да сватите дека кога го примате Христос во себе и неговиот живот се манифестира во вас, вие станувате духовно живи. До тогаш сте живи мртовци. До тогаш светот е полн со живи мртовци. Се до моментот додека не се наново родат. Штом се наново родат, тие што се наново родени се светлина на светот. Тие веќе не се мртовци, туку тие се живите помеѓу мртвите.
и живите имаат должност да ја носат пораката што дава живот, а тоа е благата вест за Христос. Затоа дека Господ не засака сите. Дали го разбирате тоа? Во овој помрачен свет, каде што луѓето се заблудени од Богот на овој свет, а тоа е сатаната, ние имаме улога да го продолжиме Исусовото учење, Исусовото дело што Господ го започна и што ќе се извршува се додека не дојде оној момент кога тој ќе се врати повтор пат. А пишано е во последното време дека Евангелието за Христос ќе се шири по сите страни на светот. И тоа гледаме дека се случува сега и преку интернет и на различен начин, така да Евангелието достигнува до сите предели на светот, кое што ни укажува на тоа дека сме блиску до времето кога Исус ќе дојде. Ги гледаме другите знаци, ама да не ги зборувам сега. Значи, Христос дава спасение, дава живот, дава радост, исцелување, воскреснување. Тој го дава лекот за секоја болка, а неговата љубов е вакцината против вирусот смрт. Дали разбирате? Неговата љубов е како вакцина против вирусот смрт. Е сега, како што владините представници имаат дипломатски имунитет, така како представници на Христос, вие имате Божи имунитет и блескате во светлината одразувајќи ја неговата слава. Во Филипјаните 2 глава 15 стих пишува вака: меѓу овие расипани и запачени луѓе, вие треба да бидете совршени Божји деца, да светите меѓу нив, како што звездите светат на небото. Амин. Значи, ако си духовно жив преку Христос, тогаш свети. Блескаш зашто си Божјо дете. Амин. Тоа не значи дека нема добри луѓе околу нас. Некои не се христијани, јас познам луѓе кои што се муслимани, а се добри луѓе. Разбирате ли? А зошто на добри луѓе им се случуваат лоши работи? Затоа што се уште се под помрачениот свет, под влијанието на Богот на овој свет. Но ако го слушнате Евангелието, тогаш совеста нивна нема да биде таква разрушена, разцепкана. Тие ќе знаат дека имаат Спасител, некој што ги разрешил од сите гревови, им ги простил гревовите, а тоа е Христос. А ако го немаат Христос, ги пече совеста постојано и постојано дека се виновни, дека извршили еден грев, друг, трет, десет и така натаму. Никој не е праведен пред Господ. Дали разбирате? Само преку Христос имаме ослободување од тиранијата на гревот, стравот, смртта и така натаму. Има многу луѓе кои што се добри, како што реков, но страдаат не затоа што Бог ги казнува, туку заради тоа што живеат во грев и последиците на гревот, плата за грев е смрт. Последиците на грев водат во смрт. Плюс тоа, кога правите грев, или тие луѓе вршат грев, и ги користат авторските права на гревот, кој што ги има, и се на ѓаволот. И штом вршиш грев, и всушност, кого го повикуваш во твојот живот? Разбирате ли? И ѓаволот ги обвинува после тоа, додека ние сме покриени со крвта на Исус. И ѓаволот нема право да те обвинува. Дури да те обвинува, ти се повикуваш на делото што Исус го изврши на крстот, на глас. Го објавуваш тоа и тој ќе избега од тебе. Спротистави се на ѓаволот и тој ќе избега од тебе, пише во Светото писмо. Исто така важно да се истакне е дека некои христијани, како што почнав, срцето им е во светлина, умот помрачен со различни мисли, со различни ситуации и проблеми. Зошто? Затоа што се уште не се идентификувале како Христова праведност и тоа дека се Божји деца. Но ако истите христијани ги трнат сите тие лажни маски, лажни идентификации за себе си и се повикаат на тоа дека се Божји деца заради Христос и преку Христос, тогаш и нивниот ум ќе биде просветлен. Светиот Дух го преобразува нашиот ум. И вели го имаме ние Христовиот ум.
Значи треба да дозволиме тој Христов ум да произлезе од нас. Значи не да постапиме како ние што мислиме, туку да постапиме како што Господ мисли и како што Господ сака. И тоа не е тешко. Само бара доброволен пристап во сето тоа. Да го представуваме Христос, а не себе си. И тоа е нашиот повик, и ваш повик, и воедно повик на секој еден кој што ќе тргне да го оди Христовиот пат, зашто како што е Христос во светот, такви сме и ние. Амин. Ете, ова сакав да ви го кажам како заокружување за денешниот семинар, со кој што завршуваме, а ова нека пулсира во вас, за да размислите, да преиспитате како досега се идентификувавте. Како разведена жена или разведен маж. Како што друго? Како бизнисмен, како правник, како доктор, како професор, како чистач, како жртва, како травматизирана особа на своето минато. Господ ти вика, ти си мое дете. Прифати го ова што ти го кажувам, како твоја лична карта. Прифати го тоа дека јас сега те посинив и имаш ново презиме. Дека си Исусова или Исусов. Разбирате ли? Тешко ли е тоа? Не. Затоа што во Христос старото поминува и се станува ново. И денеска тоа се случува по милост Негова. Со повеќето од вас. Словото веќе го прави своето во вас. Ви носи исцелување. Ве обновува од внатре во душата и во срцето. Ви доаѓаат на моменти солзички, на моменти радост, на моменти возбуда. Се случува некоја внатрешна промена. Дозволете Господ целосно да работи низ вас. Сето она кое што ви го кажува разумот, ушите, очите што го регистрираат, ставете го тоа на трето место. Дали тоа ве прави лицемерни лажливци? Не. Но Бог е над вашите сетила, над вашиот разум, над вашиот ум, над вашите очи и уши тоа што го регистрираат. Фактите може да се променат. Зошто? Затоа што Бог кој рече да биде светлина и би светлина, така и тој извикува денес. Бидете исцелени. И вие примете го исцелувањето во име на Исус. Исцелување и во духот, и во душата, и во телото. Кога Господ дава исцелување, не дава пола порција. Горе во ресторанот ќе ви дадат пола порција чорба. Ако сакате повеќе, ќе си кажете. Ама Господ кога дава цела порција. Не само исцелување, туку и спасение. Не само исцелување на вашите коски, туку и на вашето срце. И на вашите крвоносни садови, и на вашите мисли, и на вашите бели дробови, и на вашиот желудник, и на вашите бубрези. И тоа Господ го обезбеди. Зашто преку неговите рани ние се исцеливме. Амин. Дали верувате во Господ Исус Христос? Сега за сите вие кои што не сте сигурни дали верувате и како верувате, а и сите вие кои што пристапувате кон водно крштевање, тука ќе ве поведам во молитва, а потоа ќе одите во водата да умрете. Односно, да умре стариот човек од вас, а да излезете нови луѓе. Дали сте подготвени? Потребно е само да го отворите вашето срце. Само да пристапите кон Бога со благодарност и со радост. Дали сте подготвени? Врз основа на што јас ќе ви ја кажам оваа молитва? Дали знаете? Ќе ви ја кажам врз основа на Божјото Слово. Еве вака, јас ќе го прочитам тоа и ова ќе биде стартот. Пораката за спасение преку вера во Христос е лесно достапна, како што и се вели во Светото Писмо. Пораката е близу до тебе, таа е на твоите усни, во твоето срце. Ова е учењето за верата што ние го проповедаме. Ако со својата уста го признаваш Исус за Господ, и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен. Светото Писмо вели вака: ниту еден од оние што веруваат во него нема да се разочара. Значи, ако со својата уста го признаваш Исус за Господ, тоа е прво. Со што? Со
И ако во своето срце, второ, веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, веруваш ли во твоето срце? Тука вели ќе бидеш спасен. Објаснува, ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за што? За што? За Кажи, за? Уште еднаш? Значи, зошто ние викаме Божја праведност во Христос? Бог ќе те смета за праведен ако имаш таква вера. Значи, ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш што? Спасен. Ајде. Така, нека вика. Ајде. Господе Всемоќен, Татко Небесен, Ти се знаеш и се гледаш. Се согласувам со Твоето Слово, кое што вели дека сите отпаднаа и сите заслужија смрт заради гревот што го извршија. И јас, Господе, се согласувам со Словото дека заслужив да умрам. Господе, јас грешев. Жал ми е за секој грев и јас знам казната за мојот грев. Но во овој момент Ти благодарам од длабочините на моето срце. Ти благодарам што го испрати Твојот единствен Син, Исус Христос, кој што јас денес го приимам за мој Господ и Спасител. Верувам во Тебе, Исусе Христе, дека Ти ја изврши волјата на Отецот, да бидеш жртва помирница за нашите гревови и за моите гревови. Ти благодарам што заради моето беззаконие, Ти, Господе, ја превзеде мојата казна на себе. Верувам дека Ти беше распнат на моје место. Ти го зазаде моето место на крстот. Доброволно пристапи да бидеш казнуван, бичуван, понижуван, посрамотуван, земајки го сиот срам од мене, сиот страф од мене, земајки ги на себе и сите мои болести и слабости. И преку Твоите рани ние се исцеливме. Ме исцели, Господи. Јас со вера пристапувам кон Тебе. Верувам дека ја пролеја Твојата света крв, со која што ме изми од сиот грев, од сета вина, ме оправда како да не сум грешал и ме освети. Твојата крв е сега на мене. Господе, гледам кон Тебе. Гледам дека висеше на дрвото, а пишано е во Словото, секој што виси на дрво е проклет. И Ти стана проклетство, земајки го моето проклетство, зашто сгрешив против Божиот закон. Ме разреши од проклетството и гледам како на крстот Ти го даваш својот живот заради мене. Ти осиромаши за јас да примам изобилие. О Господи Исусе, гледам како го изврши Божјото дело, волјата на Отецот и совршената љубов за секој човек и за мене. И Ти, Господе, кажа, прости им, Татко, не знаат што прават. Верувам дека и мене ми ги прости гревовите. А потоа кажа, се сврши. Да, Господи, се заврши. Ти ја извојува секоја битка за мене. Верувам дека умре на крстот. Беше погребан, а на третиот ден воскресна од мртвите. Господе, и јас умрев со Тебе на крстот. И јас веќе не живеам, туку Ти живееш по мене. Ти воскресна од мртвите и мене ме воскресна. Јас Ти благодарам што под Твојата милост ми даваш вечен живот и спасение. Сега со вера Те примам Тебе, Исусе Христе, за мој Господ и Спасител и го примам простувањето на моите гревови, вечниот живот и спасението. Јас верувам дека Ти, откако воскресна, се вознесе во небесата и седна оддесно од престолот на Отецот Небесен и сега се застапуваш и за мене.
ти го помоли Отецот. И Отецот го излеа Светиот Дух. И ти ме крсти со Светиот Дух. И моето тело го направи храм на Светиот Дух. Господи, ти благодарам што се всели во мене. А јас во овој момент велам, дојди Исусе, застани на преставот на мојот живот. Живеј во мене, владај со мене. Управувај со мојот живот. Јас тебе ти припаѓам во целост. И мојата душа, моето тело, мојот дух, се посветувам и се оставам во Твоите раце. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ми го напиша името во книгата на животот. И што денес ја имам привилегијата да те славам и да го издигнувам Твоето име, кое над секое име. Јешуа, Хамашија, Адонај. Верувам, Господе Исусе Христе, во Тебе. Ти си помазаникот, Ти си Христос, Ти си Спасителот, Ти си единствениот начин за спасение на секој еден од нас. Ти си патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку Тебе. Јас, Господе, го направив мојот конечен избор. И сега повеќе не живеам за себе си, ниту за да си угодувам на моето тело, ниту за светот, ниту за луѓето, туку живеам за Тебе. И како што Твојата молитва во Евангелие по Јован 17 глава ти рече, направи ги, Оче, едно, како што јас и Ти сме едно, така, Господе, јас сега го прифаќам единството со Тебе и да бидам Твое дете по милост Твоја. Фала Ти, Господи, што јас недостојниот, по милост Твоја станав Божјо дете. Праведност во Тебе, Господи Исусе Христе. Јас сум Божја праведност преку Христос. Ти благодарам, Господе. Фала Ти, Татко Небесен, во името на Исус Христос, Твојот Син, мојот Господ и Спасител. Ти благодарам, Господе, што сега ја прифаќам поканата да сум Твое дете, да бидам жител на Царството Небесно, да бидам амбасадор, представник на Христос и да велам на луѓето да се помират со Тебе. Фала Ти, Господи, го издигнувам сега Твоето име и Ти оддавам слава и чест, Татко, преку името на Твојот возљубен Син, Исус Христос. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја. Слава на Бога. Дајте му слава на Бога. Халелуја. Слава на Господа.